Премиерот Христијан Мицкоски истакна дека владата е целосно посветена на спроведување на сите неопходни реформи за конечно започнување на преговорите со Европската унија. Тој нагласи дека местото на Западен Балкан е во Европската унија и дека Македонија одамна го заслужила тоа членство. Според Мицкоски, процесот се води пред се во интерес на граѓаните, а очекува земјата да биде оценувана според постигнатите резултати, а не според билатерални прашања. Европската унија ја потврди поддршката за европската перспектива на Западен Балкан и порача дека проширувањето останува еден од нејзините клучни приоритети. Председателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, изјави дека за Македонија чекорите за напредок се јасни и добро познати, изразувајќи надеж дека 2026 година ќе донесе конкретен исчекор. Тој нагласи дека процесот се темели на заслуги, а земјите треба да бидат оценувани според резултатите, а не поради билатерални прашања. Кошта порача дека надминувањето на поделбите од минатото е клучно за заедничка европска иднина. Министерството за внатрешни работи отвори посебен шалтер за системот Безбеден град во зградата на македонската телевизија во Скопје. Граѓаните таму ќе можат да поднесат барање за промена или корекција на контакт податоците при регистрација на возила. Шалтерот ќе работи секој работен ден од 8 до 17 часот, а истата услуга ќе биде достапна и во станиците за технички преглед низ државата. Дополнително, Министерството за внатрешни работи овозможи и електронска комуникација за забелешки и прашања. Системот Безбеден град официјално стартува на 1 февруари 2026 година. Трошоците за земјоделското производство за една година се зголемиле за 1,7%, додека цените на земјоделските производи се намалиле за 3,9%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика за ноември. Падот главно се должи на растителното производство, каде цените се пониски за 6%, со најголемо намалување кај зеленчукот од 16,3%. Истовремено, кај добиточното производство е забележан раст на цените од 3,1%. Производствените трошоци продолжуваат да растат, особено кај инвестициите во земјоделството, кои поскапеле за над 5%. Подпредседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, оцени дека Албанија и Црна Гора постигнале импресивен напредок на патот кон Европската унија, кој треба да биде пример за целиот Западен Балкан. По самитот на Европската унија за Западен Балкан во Брисел, таа изјави дека проширувањето на унијата за прв пат по повеќе од една деценија станало реална можност. Фон дер Лајен истакна дека планот за раст, вреден 6 милиарди евра, ги комбинира реформите и инвестициите, носејќи конкретни економски придобивки уште пред членството. Таа нагласи дека регионот веќе бележи економски раст и дека моментумот за проширување никогаш не бил посилен. Унгарскиот премиер Виктор Орбан изјави дека Србија е клучна земја за Западен Балкан и оцени дека односот на Европската унија кон Белград е неправеден и неприфатлив. Пред самитот на Европската унија за Западен Балкан во Брисел, тој истакна дека без Србија не може да има регионална стабилност, ниту ефикасно управување со економијата и миграциите. Според Орбан, Србија учествува со значаен дел од населението, економијата и извозот на регионот и затоа, како што рече, Унијата најпрво треба да ја прифати Србија, а потоа да го продолжи проширувањето. Во меѓувреме, српскиот председател Александар Вучик соопшти дека Србија нема да учествува на самитот, но останува посветена на европскиот пат. Цените на нафтата пораснаа за над 1%, откако американскиот председател Доналд Трамп нареди целосна блокада на санкционираните нафтени танкери поврзани со Венецуела. Потегот ја зголеми геополитичката неизвестност и ги ублажи стравувањата од глобален вишок нафта. Брент нафтата достигна речиси $60 за барел, а американската WTI над $56. Аналитичарите предупредуваат на ризици за снабдувањето со венецуелска нафта, иако растот на цените е делумно ограничен од зголемените залихи на горива во САД и можните мировни разговори меѓу Русија и Украина. Најмалку 13 лица загинаа во тешка сообраќајна несреќа на автопатот Јамуна во индиската држава Утар Прадеш. Несреќата се случила рано наутро, кога поради густа магла со нулта видливост, прво се судриле автомобил и автобус, пошто повеќе возила почнале да се натрупуваат. Според сведоци, дошло до силна експлозија и голем пожар, најверојатно поради експлозија на CNG резервоар. Дел од жртвите се јагленисани и не можат да се идентификуваат, па се земаат ДНК примероци. Времето денеска сончево со умерена облачност. Во утринските часови наместа ќе има појава на магла. Ке дува слаб променлив ветар. Во Скопје предпладне во делови од котлината со појава на магла. Во текот на денот времето ќе биде променливо облачно и претежно тивко. Управата за хидрометеоролошки работи соопшти дека до крајот на седмицата ќе преовладува сончево време со мала до умерена облачност.